Скопјани уште една ног дишеа отровен воздух. Мерните станици покажаа дека синоќа концентрацијата на канцерогените PM10 честички во воздухот речиси во сите скопски општини беше над максимално дозволените граници. Црниот рекорд повторно го држи Скопско Ново Лисиче, 5 пати над дозволеното. Реакцијата на властите е се уште на ниво на препораки и планови за во иднина, но не и конкретна акција сега. За новиот градоначалник Шилегов идејата во најзагадените градови да се вози пар-непар по принципот на другите градови била лоша. За од почетокот на идната година предлага воведување на така наречени еконалепници. Според планот посебно ќе бидат обележени возилата кои најмногу го загадуваат воздухот, па тие нема да можат да се движат низ градот во деновите кога имаме загадување, што во пракса е речиси секој ден. Како град Скопје иницираме заедно со Министерството за внатрешни работи измени на законот при техничкиот преглед на возилата да може секое возило еколошки да се мапира и да добие налепница. За да можеме потоа административно да ги исклучуваме возилата кои што реално придонесуваат кон загадувањето на воздухот. Тоа очекувам дека ќе можеме да го сработиме и во законска форма и да помине пред Собранието на Македонија до крајот на оваа година, како до крајот на другата година би можеле да ги имаме мапирано возилата во еколошка смисла на територија на цела држава и така административно да го забрануваме се обраќаат за возилата кои што се загадувачи. Граѓаните ги наполни амбулантите. Најмногу од загадениот воздух страдаат децата, хронично болните и постарите лица. Лекарите велат дека и покрај одбрамбените механизми на организмот на човекот, отровните честички го оштетуваат респираторниот систем. Овие честички, кои што може да бидат многу мали, али доста големи, доведуваат до депонирање и не може да бидат совладани, односно исфрлени со одбрамбените механизми на респираторниот систем и на човечкиот организам, посебно ако мукоцилијарниот клиренс или транспорт на овие штетни честички е оштетен, што често се случува кај хроничните белодробни болести, при акутни атаки на тие хронични болести и при сами акутни инфекции на респираторниот систем, кои се недоволно долго лечени, несоодветно лечени, неадекватно лечени, нели? И во тој смисол на една таква подлога, уште ако се накалеми загадувањето од околината, тоа сигурно дека доведува до едно буење на фиброзно ткиво во дишните патишта и аналогно на тоа стеснување на дишните патишта и појава на обструктивни белодробни болести, дали тоа е астма, емфизем или хронична обструктивна белодробна болест. Во меѓувреме бројни реакции стигнуваат по одлуката на владата да се укине денот на дрвото. Акција во која изминативе години низ земјава се садеа милиони садници. Вела дека ваквата одлука секако не оди во прилог на борбата против аерозагадувањето. Инаку покрај Скопје отровен воздух дишат жителите на Тетово, Битола, Куманово, а тоа секако е жежок костен во рацете на новите градски власти кои ќе мораат да преземат поодлучни мерки и директно да го заштитат здравјето и животите на луѓето.